Почитувани гледачи, добра вечер. 20 часот и 30 минути е почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија е Александар Стефановски, носител на листа во изборна единица 3 од политичката партија Родина Македонија. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер до вас и добро вечер до вашите гледачи на Имнет телевизија. Спомена во самата најава од политичката партија Родина Македонија. Ајде накратко за каква политичка партија станува збор? Кои се целите, приоритетите на оваа политичка партија? Родина е народна партија која е издигната врз културните и традиционалните вредности. Ние сме луѓето кои доста години протестираме за еден куп работи што се случаја во Македонија изминативе 33 години. И така практично се најдовме у како да кажам во небрано некако го видовме дека целиот македонски народ е потиштен и направивме иницијатива. Јас сум еден од иницијаторите на партијата од самиот почеток. И после еден период на иницијатива прераснавме во партија и Родина е партија која се бори за еднакви права, за равноправност, која ја немаме, така до сега кажано. И ние се водиме од самите природни принципи и праведни закони, каде што сме сите еднакви пред законот. Тоа е. Како ве препознаваат луѓето, ве препознаваат ли ве кога ќе кажете Родина Македонија, како се реагира со оглед на фактот дека имаме сега барем пред избори доста голем број на политички партии, нови, постари, некои доста познати, некои туку што создадени? Па да, оваа година 2024 мислам дека е после не знам колку децени има најмногу избори во цел свет. Дали имаше во Русија, во Америка, кај не сега и кај нас. И многу интересно, овој пат има доста партии. Многу партии, има доста кандидати за председатели. И ние исто како партија увидовме дека практично во Македонија фалат суштински промени. 33 години се менуваат, се ротираат практично едни 2 до 3 партии цело време и меѓутоа ние немаме резултат. Македонија од држава стана територија. Ние од македонци граѓани на Северна Македонија. И тоа е тоа. Ние се залагаме значи за суштинска промена, не само за некои фиктивни промени или само така кажани. Малку подетално каква суштинска промена, што опфаќа вашата програма еве сега пред изборите за да можеме да збореме за суштински промени? Од каде да почнеме? Ќе почнеме од вака викам да почнеме. Ние многу е за нас најважна работа е да ја вратиме Македонија и така ние ние со тоа ја водиме кампањата. Родина ја враќа Македонија на македонците. Враќање на Македонија зошто? Затоа што да се вратиме во држава треба, нели? Сега сме територија, не знам ли приметувате кога ќе дојдат странците во Македонија што кажуваат? Вашата територија, оваа територија. Значи оние веќе не условуваат со територија. И тоа некако глатко поминува кај многу луѓе и е дури за мене е многу чудно тоа. И затоа најголемата заложба е да ја вратиме Македонија, затоа што и така им кажуваме нашите членови дека доколку им е доста од предавство, од лаги, корупција, тага, чемер во болниците, непочитување на волјата на народот, нели, од двата референдуми, поготово од последниот. И не се слуша практично народната волја не се слуша. Никој нас не слуша. Да. За тоа е
Родина поставена да биде да им служи на народот, односно пред се да служи на македонците. Како ќе Затоа вратиме државата? Што треба да се направи? Па за да вратиме државата треба да имаме одреден број на пратеници, кај што нас, ако сака некој идна коалиција, прво ќе ни биде потпишување на договор помеѓу коалиционата партија и тоа ќе ни биде најважно да го вратиме името во Обединетите нации, да биде пак Македонија. Тоа не е како основно. И тоа од тука затоа што кога ќе ја вратиме, знаете како Македонија е како да ја кажам, кога имате куќа една, имате 4 основни темели. Ако го срушите едниот темел, куќата веќе е раздрмана. Односно, технички кажано, куќата е во дебаланс, да. За да ја балансирате, да ја стабилизирате, мора темелот да го поправите. Македонија моментално е не со еден темел, туку можеби со два, раздрмана како држава. И затоа е многу важно пред тоа и понатаму све. Тоа значи дека има доста работа за да се врати Македонија на стабилни нозе. Многу работа има, да. Не е едноставно, ама ние сме ќе бидеме постојани, сме упорни, одлучни сме во тоа, не се менуваме, имаме една, како да ви кажам, една траса имаме и се водиме по, како што кажа, по тие природните принципи и праведни закони и мислам дека нема да подклекнеме како претходниве партии. Ние Родина не е вазалски настроена. Разбирате, како ДПМН, како СДС, они практично оваа влада до сега беше многу вазалски настроена и она само спроведува агенди, странски агенди. Да. Што се очекува еве во периодот кој што следи, да се зголеми членството, какво е моменталното членство на Родина Македонија и дали еве имаме помлади, повозрастни кои што пристапуваат кон оваа политичка партија? Па, што е многу интересно, многу позитивно не прифаќаат луѓето. Ја дури малце ми е изненадно тоа. Се изненадив, пака бев ја на терен овие неколку дена. Имаме млади дечки, имаме многу убави македончиња, кај што гледам дека и они се борат, се трудат, доаѓаат кај нас во канцеларијата која е во центар во Скопје. Имавме многу напади од не знам од каде. Ни беше нападната 2 пати веб страната, ни го блокира каналот што ни е на Facebook и така некако се ни стои во левитација и никако не може, не ни го враќаат назад. Така да не е, како да ви кажам, во оваа окупирана држава многу е тешко да бидеш национална партија. Зборам со традиционални вредности, каде што промовираме традиционализам, односно ние се залагаме за меритократија. Меритократија е каде најдобрите луѓе, најспособните ќе ги поставиш први по вертикала во редот, да. Тоа е основното на нашата партија. Така ги гледаме ние работите, да. Така, вие сте носител на листа во изборна единица 3, практично во истокот. Што значи ова за вас? Прв пат се наоѓате на ваква, ќе речам, функција каде што практично сте носител на една листа. Да, па јас се одлучив баш тројката, мислам дека тројката изборна единица е најголема и најтешка. Неколку градови се во Македонија. Не е лесно. Нема тука равноправност од страна на државната изборна комисија. Ние сите, да речеме, вон парламент, зашто Родина е вон парламентарна партија, ние сме практично 11 во моментот вон парламентарни партии и ние имаме, да речеме, во еден час само 30 секунди сите заедно и ги имаме тие 30 секунди. Ме разберете сега, ако тие 30 секунди се поделат на 11 партии, само други не може да кажеш партијата, името на партијата, а другите партии, овие поголемите што се во парламентот,
они имаат повеќе минути. И тука нема равноправност. Борбата од самиот старт како да трчаме сите на 100 метра, а овие големите партии почнуваат од 70, ма не од 80, малку сме, да. А ние од нула почнуваме. Тоа се случува во Македонија, ма тоа во континуитет се случува, да, не е нешто ново, да. И затоа, меѓутоа вие како се носите еве практично со овој начин на распределба на секундите и минутите кога станува збор за рекламирање на медиумите? Да. Па не е едноставно, ние, да речеме, за да ставиме простор за некоја друга политичка партија, најмерно ги сечеме и ги кратиме рекламите, и затоа и народот не прашува, вика, зашто ве нема по телевизии. Па не нема затоа што тоа е таа рамноправност, толку ни дозволува Државната изборна комисија. Тоа е тоа. И затоа не нема. Ние сме еве веќе 5-та година, скоро од 4 години сме партија, сега оваа година на почетокот се пререгистриравме и како да има некоја забрана за националните медиуми, никој не повикува, да. Дали се плашат од нас, ние не сме страшни, не знам што е, да. Ние само се говориме вистината, да. И затоа не нема, вика, ве нема по телевизии, ве нема никаде. Да, дури имаме ние на неколку на една национална телевизија имаме забрана. Од врвот има забрана за као може сите партии да се рекламираат во таа телевизија, ама Родина не. А тоа не знам зашто е така. Каква е ситуацијата со помалите телевизии, дали таму? Па ние затоа идеме и со помалите телевизии, ние соработуваме со сите, затоа што нормално и помалите телевизии треба да живеат од помалите партии. И нас и дури поинтересни ни се помалите телевизии, зашто се тука тие се градски или регионални, своји телевизии. Граѓаните тука излази ги сметат за нивни, кое нешто како твое го чувствуваш и по-друго е, има некоја енергија, некоја љубов има во тоа, да. И затоа ми е поинтересно, да. Споменавте еве уште на почетокот дека Родина станува збор за политичка партија која што ја говори вистината и практично се бори за тоа да ја врати Македонија на македонците. Ако почнеме од вистината за истокот во државата, каква е вистината овде, што е она што недостасува на источниот дел од Македонија според вас? Вистината... Ако зборуваме за образование, ако зборуваме за здравство, инфраструктурни проекти и слично. Вистината е дека нема вистина во суштина. А нема вистина затоа што се уништи здравството комплетно. Еве, може да видите во Штип болницата, таа ја мислам дека ние сакаме, имаме како план, може би треба и нова болница да се направи. Или ова добро да се реновира комплетно, да зборам значи од корен, да. Не само така да се она површно или така колку само боја да се ставим, разбирате, само колку за очи да биде убаво. Земјоделството катастрофално. Си ги подесија некои закони за само олигархијата пак да си ги земе парите од субвенциите. И тука е многу неправедно, значи јас затоа на почеток кажав, ние се бориме за равноправност. Значи секој земјоделец, и најмалиот и најголемиот да бидат равноправни. Многу е битно тоа. Тоа е уништено практично. Се гледат и ништо не се менува. Значи тоа што го кажав на почетокот 30 години не само што не се менува, туку идеме и од државата оди надале. Дури немаме производство на храна. Утре како што гледам нема да имаме ни семиња. Така и ќе бидеме зависни од некои западни држави, да мора да увезуваме за да живееме. Ние имаме Родина има комплетна програма, значи има програма за земјоделство, а најважно ни е нас енергетика. Јас сум енергетичар. Не знам дали знаете дека од дамна не е вложено во енергетика, немаме нов капацитет никаков. Кај нас во листата, во носител на листа е Маријан Гацевски,
тој е доста стручен енергетичар. Он во неговата платформа си има баш за енергетика, тоа е усвоена заедничка платформа. Јас сакам само ако може да ги прочитам носителите на листи. Так. Значи во првата изборна единица е Томче Ширков, тој е здравствен работник. Во втората е Зоран Јованчев. Зоран Јованчев е председавач на Родина Македонија. Значи Родина нема председател, класичен. Има председателство. Тоа сакам да кажам дека ние сме 7 члена, јас сум член на председателство. Знаете зашто така ни е поставена партијата, за да може да се ротираме цело време. Ако приметиме дека некој поткликнал од некое странско влијание, за да може да го изротираме одма, да не биде како овие што се поголеми партии, само тој и од тука па надоле се слизнува. Јас сум во тројката изборна единица, ова изборна единица. Илија Јанковски е во четвртата изборна единица, Маријан Гацевски енергетичарот е во петата и во шестата е Дарко Јанчевски. Тие се тие 6. Родина Македонија има во сите изборни единици носители. Има листи поднесено да. И сите се прифатени да. Значи може да се гласа, нели, нашиот број 14, со закружување 14, во која било изборна единица во Македонија, се гласа за Родина. Јасно. Еве споменавме за земјоделството, споменавме дел и за здравството. Каква е ситуацијата со образованието во државата? Катастрофално. Имаме усов во програмата, имаме нашата главна идеја во суштина редржавизација на Македонија. Технички кажано рестарт, суштинска редржавизација. Најважно ни е судството, мислам, не, све е важно, так. Дали сите клетки се важни, меѓутоа судството ни е многу важно, од тука ќе почнеме, зашто тука се случуваат сите работи, сите криминали се баш тука. Потоа енергетиката, здравството е многу важно. Здравството е запоставено и во таква очена и катастрофална, ја дури ми е жалко да гледам. Ја не може да гледам, не знам. Дури не знам, солзи на очи ми доаѓа кога гледам. Не можам ги гледам луѓе се мачат цел живот, плаќале здравствено осигурање и он доаѓа таму, нема никој, вецињата заклучени не работат или услугата никаква. Многу е важно здравството да се направи во Скопје исто така, мислам дека знам дека е насушна потреба да се изгради нов здравствен центар. Зборам голем центар. Оваа влада нели збореше дека ќе го изгради центарот, ама гледаш се стиши и нема ништо толку. Парите отидоа во Бехтел и Јенка, така. Одеднаш, преку ноќ, не знам дали приметивте преку ноќ, треба би толку готово, здравство нема ништо толку. Тука стои некаде и проблемот со инфраструктурата. Инфраструктурата е во Македонија многу фали инфраструктура, многу. Јас сум баш автоматичар, работам смарт системи, баш ги гледам точно кај се проблемите во градовите, внатрешната инфраструктура, регулирање на сообраќајот. Ја имам една идеја која после изборите, не сакам ја сега да кажувам за избори, ја имам ова ќе правам тоа, не. Тоа сакам онака, јас сум оперативец, јас ги завршувам работа, не сум само да зборам. И затоа сакам после изборите имам еден комплетен проект за автоматско смарт наведување на сообраќајен режим во градовите. Да. Што значи тоа практично? Тоа значи дека покрај зелениот бран не може да се создаде колона од семафор до семафор како што е во Скопје. Овој семафор се закочува, па кога излезат возилата, не може другите да поминат. Има автоматика која тоа ќе го следи со услови и ќе ги пропушта со тоа што и загадувањето ќе се намали, мислам дека па најмалку можеби од возилата може
најмот се 50%. Како тоа би функционирало ли во нашата држава? Може, тоа не е многу скапо. Тоа е многу по суштина ефтино, да. Пример, во 4,5 часот доаѓате некаде од Патри, не знам, така, и доаѓате во Скопје, нема никој семафор, си седите на црвено. Значи, има можност кога би доаѓало возилото, има сензор, кога, нели, од сите страни има сензори, кои ќе примете дека тука има условите на другите места се исполнети, кај што може да даде зелено, и во самото возење, нели, 50 км на час, колата нема потреба за застан, само автоматиката ќе му отвори зелено светло и ќе помине. За да не чека, зашто нема логика. Ние сме 2024 година, а семафори се контролираме, па технологијата отиде до безвест се. Велите ги знаете проблемите, кои се проблемите во градовите од истокот со оглед на фактот дека во повеќе општини во истокот не имаме семафори? Јас сум за јас сум за секаде кај што има пешачка зона и каде што поминуваат возила, обавезно да има семафор. Значи да не постои кај што нема пешачка зона, да нема семафор, да има со периметарски сензор тоа. Кога ќе дојдете до семафорот, некој ќе му треба некои 3 до 5 секунди да ве примите дека има некој треба да помине и автоматски го уклучува за вас зелено, за возачите црвено. И вие си поминувате, а ако нема никој, и денеска никој да не помине на тој семафор, на таа пешачка зона, цело време ќе биде зелено за возилата. Зашто нема потреба да се пали да се гаси нека. Кажам, зашто работа семафорите, не знам, од кога, не знам, од 60-ти, не знам, 50-ти, не знам, 60-ти. Значи, едно 5-60 години е истиот систем, ништо не иде напред. Разберете, цело време слушаме промени, ама нема промени. Во изминатиот период слушнавме и дека еве реконструирани и направени се дел од патиштата во источниот дел од државата, кога веќе зборуваме за изборна единица 3. Видовме еве дека на терен се пуштија во употреба експресниот пат од Штип кон Кочани, од Штип кон Радовиш. Што значи тоа за граѓаните во истокот? Има ли тука промени кои беа потребни се направени? Јас сум за поздравување за сите влади што работеа на инфраструктура. Оваа делница касни, требаше многу порано да биде направена, многу порано, не знам, можеби има пред 30 години. Меѓутоа важно направена и Родина Македонија се залага за децентрализација. Ако приметите, во Македонија све е централизирано, све е во Скопје. И за тоа Скопје е загушено, а овој дел не функционира. Поготово истокот е многу важен за Македонија. Тука имаме доста и земјоделство, сточарство, истокот и плоден. Тоа е плодно земјиште, кај што земјиште нема на друго место во Македонија такво земјиште. Како што е за Оризот, нели? Тука е Оризот, така. И затоа ја би направил комплетна реконструкција на Министерството за земјоделство, значи комплетен рестарт, односно таа идеја ние што имаме за редржавизација, комплетно да го редржавизира и земјоделството. Тоа се навистина крупни промени за да може секој што се занимава да го види благодетот на таа промена. Мислите ли дека еве може да се случат промени со кои оризопроизводителите од Кочанскиот регион, еве на пример, ќе добијат цена за арпата, цена за белиот ориз и еве оризот нема да завршува во амбарите или да се чува со години, туку ќе може да се пласира и да се продаде, од друга страна да немаме увоз на ориз од неиспитани држави, тоест од незнајни држави од каде доаѓа тој ориз. Така, во Македонија е најстрашно што како што гледаме, многу работи не се испитуваат. Нели влезе млеко кај нас. Не знам дали знаете дека влезе и пченицата од Украина. Нели, не знам која држава таму ми ја врати и заврши во Македонија. За жал. Тоа е тоа. Затоа имаме после Тоа значи дека промени се потребни за да се среди ваквата ситуација, кога се во прашање конкретно еве сега зборувавме за земјоделците, тоест за производителите. Така. Родина се залага за укинување на пестициди.
односно да се вратиме ние на поприродни, односно природни ѓубрива, каде што даваат многу подобар род и поубав, и повкусен, да. Не знам дали приметувате дека храната веќе не е вкусна како што беше на времето, нели месото веќе не е вкусно. Пестицидите носат канцер. Во Струмичко тамо најмногу е појавена канцер на грло, на бели дробови, не знам дали знаете тоа. Во Скопје, нели таму кои ги прскаат производите со препаратите, а во Скопје канцер на дебело црево. Значи таму ги произведуваат, го дишат од воздухот кога прскаат, а во Скопје ја носат храната, нели производот го носат. И во Скопје се заболуваат од дебело црево. И практично преку пазарите тоа дојде. И за тоа не знам, еве поминете кога можете во државна болница ќе видите вака е таму, да како митинг да е. Тоа е таа суштинска промена што сакаме ние да направиме. Меѓутоа не само тоа е едно мало парче во целото таа цела низа на колку работи треба да се променат во земјоделството. А земјоделството е многу важно, многу е битно да направиме наша храна, колку може да не увезуваме зашто тоа е непроверена. И најсигурно и најдобро е нашето. Помина изборите на 24 април, еве се очекуваат изборите на 8 мај. Како политичка партија, како ги оценувате првиот круг на претседателските избори и што очекувате од изборите на 8 мај? Па, вака, кандидатот за претседател на ВМРО ДПМН ние е доста водеше, нели, во првиот круг. Очигледна беше разликата. Да, очигледна беше разликата. Меѓутоа се уште не се знае, има втор круг. Сега ќе биде малце, нели, потесно е гласањето. Затоа што може да има и може да се доближи повеќе вториот кандидат од СДСМ. Затоа што, нели, гласовите се префрлат од едните на другите и си имат, нели, они внатрешни договори. Ние го поддрживме преку нашата родолюбна платформа кандидатот Вело Марковски. Му помогнавме колку што можеме, онака. Меѓутоа тој не собра гласови и тој и не влезе во изборната кандидатура за претседател на Република Македонија. Кога се во прашање парламентарните избори, што очекувате да се случи на 8 мај? Веќе се разговара на големо, се бараат коалициони партии. Па, според мене најверојатно дека ВМРО ДПМН ќе носи најмногу гласови. Меѓутоа не е важно кој ќе има најмногу гласови, најважно е кој ќе состави влада. Тоа е најважна работа. И претходниот пат победија, нели, најмногу има односно, меѓутоа состави влада СДСМ. Така да тука е многу интересно и суптилно дека бидејќи албанскиот блок го бараат уште сега, нели, на Мицкоски да го потпише бугарскиот договор. А за нас македонците и она што го согледуваме ние од родина, ако се потпише бугарскиот договор, следи демонтирање на македонската држава. Родина е за главно, не знам дали не кажав на почетокот, Родина е против сите насилно донесени договори, против не е за Европската унија, не е за НАТО. Родина е политичка и геополитичка партија. Ги следиме геополитичките токови во светот, како се движи и приметуваме дека светот веќе станува мултиполарен, нема повеќе еден е изборот,
затоа што изборот не може да биде еден. Цело време ни наметнуваат, не знам, нека флоскула тамо, еден е изборот, не ме интересира политика. Тоа се длабоки системи, тоа се колективниот запад, што би рекле ние. Тие се тие системи кои ја рушат државноста на Македонија преку неколку организации кои они ги финансираат тука во Македонија. И затоа ние бараме и сите неопределени гласачи, можеби и навистина немале за кого да гласаат. Ја навистина се гледам дека во суштина и немале за кого гласаат. Цело време било очекувате ли поголема излезност на изборите на 8 мај? Зошто еве граѓаните практично би требало да го заокружат бројот 14? Зошто? 14 за многу работи, најважна работа е да вратиме Македонија. Тоа не е прво најважно. Враќањето на името, воведување на учество и зачленување на другите мултиполарни организации, како што е БРИКС, економскиот форум. Ние сакаме нашите идни соработки со другите држави, другите политички партии, не сакаме да биде на вазалски, значи туку со договор како партија со партија, како држава со држава. Сосем е различен нашето видување и ние не подклекнуваме, ние сме Родина е промакедонистичка партија, кај што има во партијата умерени националисти, значи македонисти. И така се здружува целата партија, целиот круг, да. Нашето ние си го промовираме сонцето од Кутлеш, каде што нели ни го забрануваат. Очекувате ли поголема излезност на овие избори? Па јас сакам еден апел и еден повик да упатам кон оние неопределени гласачи, кои немале, можеби, не знам, Родина Македонија прв пат сега настапува на парламентарните избори. Ја ги замолувам ако можат да го видат сајтот rodina.org.mk, таму ни се и програмските цели, таму ни е и идеологијата, целото има комплеција за партијата, го има и новиот флаер што е тука го имаме, кој што го делиме по некој што не може да го добие, може да види. Може да види комплетната програма, зашто се ние залагаме и како сакаме да го решиме тоа. Затоа што можеби решението сите кажуваат ова она, ама никој не го кажува решението. Решението е во Македонија има 650 милиони евра на годишно ниво одлив има, внатрешен одлив има. И тука имаме едно прашање, дали постои тендер што не е наместен до сега. Еве, јас сакам да ви одговори некој, дали постои тендер таков. И имаме отприлика 650 милиона, 700 отприлика имаме надворешен одлив има на Македонија. И ние сакаме да го спречиме внатрешниот одлив и надворешниот одлив. Кога го спречи, кога ќе го направиме, кога го постигнеме тоа, кога имаме доволен број на пратеници, кај што може да ние да функционираме и да реагираме, да имаме политичка сила за такви работи, тогаш многу работи ќе почнат да се менуваат. Зашто Македонија е демократија демократијата на вие помали држави како сирење, знаеш, он избушено сирење, Македонија избушена од сите страни. Да, Македонија како Казабланка е моментот, да. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Ви благодарам вас. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.